на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. По вчерашната еколошка катастрофа надлежните ја согледаа ситуацијата со браната Липа Неготинско. Откако вчера алармиравме дека нема повеќе вода во браната Липа Неготинско, а риби умираат и крави остануваат жедни, денес портпаролот на Министерството за животна средина и просторно планирање Сашо Секуловски рече дека Министерството преку Државниот инспекторат во координација со водостопанското предпријатие Тиквеш извршило увид на лице место. Украден е вентилот на одводната цевка Фи-400 на браната на микроакумулацијата која служела главно за наводнување на земјоделски површини и напојување на стока. Известено е и Министерството за внатрешни работи и се работи на случајот, се постапува по него. Се работи за криминална активност, бидејќи браната била со нерешен статус, во меѓувреме водостопанското предпријатие покренало постапка за стопанисување со неа. Предпријатието во координација со нашето министерство и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изготви план за решавање на проблемот, рече Секуловски. Полицијата изврши проверка на терен за да ја согледа состојбата со браната Липа Неготинско, информираше и портпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Побаравме став и од Тиквеш. Браната била изградена од земјоделска задруга пред повеќе од 20 години. Изминативе неколку години таа е без газда, и задругата заминала во стечај. Во постапка се активности за преземање на браната од страна на водостопанското предпријатие. Во плани се неколку интервенции на терен, меѓу кои и санирање на оштетениот дел од браната и проширување на преливниот орган, објаснува техничкиот директор на Тиквеш Илија Темелковски. Тој најавува дека браната во никој случај нема да се остави на милост и немилост на времето и несовесните граѓани. За одреден период таа повторно ќе се наполни со вода. За наредната наводнувачка сезона браната ќе биде целосно во функција со целосен капацитет. Ќе нема никакви проблеми, таму мора повторно да има вода. Нема да дозволиме тој крај да стане пустелија, deciде Темелковски. Инаку и понатаму реагираат земјоделци и сточари кои од оваа брана наводнувале ниви или напојувале стока. Па има 5-6 години еве кај наводнуваме, не само ја, има и други што наводнуваат таму, комшии имаме. Убаво е да има вода, ама ете сега моментално нема испуштиле. Кој испушти тоа не знам. А други се години имаше, ама треба да се регулират, треба да човек да се одреди или како да биде нешто. Таму да има вода, за сите убаво и стоката пие. Ребалансот на буџетот на Кавадарци е на дневен ред на утрешната 9-та седница на Кавадаречкиот совет. Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци за 2013 година трет квартал и ребалансот се дел од точките на дневен ред за утрешната седница на Советот на општина Кавадарци, закажана со почеток во 12 часот. Советниците покрај за општинската каса ќе расправаат и за предлог планот на програмите за развој, нацрт урбанистичките планови за село Конопиште, урбан блок 10 Опитно поле и за урбаните блокови 22К и 23К. Исто така советниците треба да се изјаснат по предлог програмата за организиран дочек на новата година и одбележувањето на божикните празници. Став околу ребалансот на буџетот и кварталниот извештај за извршување на буџетот за третиот квартал денеска на пресконференција изнесе Гром. Организациониот секретар на партијата и координатор за изборна единица Панчо Минов рече дека се бележи намалување на буџетските приходи, намалени капитални инвестиции во основното и средното образование, како во културата. Минов и понуди на локалната власт и можност за соработка за, како што рече, да се најдат решенија за зголемување на буџетските приходи. Гром на пресконференција и во иднина ќе го искажува ставот за актуелни случувања во општината, нагласи Минов. Неодминлив е впечатокот на загриженост затоа што со реализацијата на кварталниот извештај, а и со последователно со ребалансот имаме една состојба на намалување на изворните приходи на буџетот на општина Кавадарци во апсолутен износ од 46,5 милиона, кое што заедно со прераспределувањето на намената по поотделни позиции има видно, да кажам, намалување на остварување на дел од надлежностите на локалната самоуправа, како и со тоа неостварување на некои очекувани права и интереси на граѓаните и правните лица во општина Кавадарци. Самиот факт дека овие 46,5 милиона денара
се во најголем дел од даночните извори, значи од редовните приходи, кажува на фактот дека имаме намалување во делот на данокот на имот и во делот на комуналиите, кои се едни од изворните приходи и најважни за општинскиот буџет и со самото тоа во битност што влијаат на остварување на функциите на локалната самоуправа. Намалување имаме за жал и во неданочните приходи и она што беше карактеристика за општина Кавадарци, намалување имаме и во капиталните приходи, а со тоа и расходи поради познатите причини од нереализирање на концесиите од ФЕНИ. Согласно со оваквата состојба во приходниот дел имаме во расходниот дел намалено остварување на многу позиции, пред се на комуналната функција, каде што многу од очекувањата на граѓаните за задоволување на потреби и решавање на проблеми од комуналната изградба заради овака намалените комунални приходи, нереализирање на овој изворен приход, а и на вкупните даночни и неданочни приходи, имаме намалување на делот на капиталните расходи, а со тоа и изградбата на други градежни објекти од планираните 128 милиона, ова го потенцирам, имаме реализирано само 48 милиона капитални инвестиции. Капиталните инвестиции се многу намалени во делот на основното и средно образование, во културата и за жал во детската заштита, а такви позиции и се во ребалансот на буџетот и овде кај што, например, по мое силно убедување не би требало никако да има намалување, а тоа е во тие наши надлежности како капитални расходи во образованието, во културата и посебно детската заштита, за жал во ребалансот се со 50% во просек намалени. Јасни се и проблемите во однос на измената на Законот за градежно земјиште и наплата на комуналиите, каде што за сите градежни објекти во индустријска зона се драстично намалија комуналиите на 1 евро, исто така познати се намалувањето на концесиите на ФЕНИ и така натаму, што сето тоа доведува до една објективност, али јас сакам да покрај овие констатации како представник на ГРОМ заедно преку со нашите советници во Советот на општина Кавадарци да искажеме една конструктивност за едно зголемено внимание во периодот до крајот на буџетската година и посебно во донесувањето на новиот буџет, каде што наша заложба е да се намалат буџетските средства, тоа е определба на ГРОМ генерално, значи и овде во локална самоуправа Кавадарци, овде е моментот за оваквите намалување на приходи да се тргне од критериумот на реалност на буџетот и да се утврдат намалување на изворните приходи во однос на комуналиите, во однос на данокот на имот и посебно во пресметувањето на данок на промет на недвижности. Фирмарините се исто така од комуналните такси една форма каде што треба да се намала се со цел да се настане едно растеретување на граѓаните од овие давачки, а исто така и за правните лица. Во исто време предлагаме и сме на располагање и кооперативно заедно со актуелното раководство и мнозинство во актуелното раководство во градоначалник и мнозинство во Советот да изразиме една соработка со понудување на наши решенија во делот на зголемувањето на приходите од даноци, како и посебно во зголемувањето на приходите од донации, пред се од странски донации и поголем процент на реализација од приходите од повисоко ниво, односно од владата. Во оваа насока, мое длабоко убедување е дека треба да се ревидира односот на донациите во Кавадарци, во однос пред се во договорен однос со ФЕНИ, а тука паралелно треба да се иницира и една измена на законските решенија, кои што сегашните решенија на користење на минерални суровини од извоз не го третира приходот на општините каде што
таа увезена руда се на некој начин преработува и во конкретниот случај кај нас со затварањето на Ржаново ние имаме од 1,5 милион евра кусок во буџетски средства само по тој основ и ние тоа треба да си го редоговориме на некој начин со ФЕНИ, ни тоа треба да го покренеме и со измена на законски решенија во тој дел и во однос на комуналиите мислам дека поновната наша како решение треба да биде во уште поголемо менаџирање од актуелното раководство во создавањето на урбанистички услови за реализација на интересни локации за стопанска и деловна изградба. Таму е пунктот на новите изворни приходи, на приходите кои што ќе значат една сигурност на буџетско финансирање и до крајот на годината, а посебно во 2014 година, а со тоа и редовност на остварување на многу потреби и интереси на граѓаните. Пред се, ние имаме конкретни предлози во развојната програма, предлогот на јавни објекти, сметаме дека за развој на општината Кавадарци, неминовно во 2014 година, неодменливо треба да влезе колекторот и тоа да биде до после населените места во еден период од 3 години, односно до завршување на мандатот на овој актуелен состав и на градоначалник и на совет. Исто така неодменливо е не само како проект да биде третирано во овој буџет, него да биде третирано и новото решение и да се реализира градскиот плоштад заедно со реконструкцијата на градските гробишта, што сега не се третирани во програмата за развој, да бидат една обавезна содржина на такви развојни елементи и капитални проекти кои што ќе значат едно како да кажам, повисоко урбано живење во нашата сакана општина Кавадарци. Исто така, наша заложба ќе биде во таа развојна проекција да обавезно веќе станеме и булеварска општина во делот на реализацијата на западниот булевар, кај што заради нерешавање на булеварско решение сега и состојбата на комунална изградба во тие населени места на Конјски дупки и дел од Желковец се сега комунално неуредени. И само на крајот во развојот на една општина, а Кавадарци го заслужува тоа, треба да се вметнат обавезно покрај редовните изградбени улици, водоводи и канализации, да се вметне и фасадното уредување на бар по започеток централното подрачје, кое сега само се случи договор со таа странска фондација, од тоа, значи, реализација до сега нема, да се отпочне и со реконструкцијата на покривите на зградите, како и партерното уредување со урбани содржини на просторот измеѓу згради, како една, како така наречени мали плоштади за група на згради за колективно рекреирање и одмор на граѓаните кои живеат во стамбени колективни згради. Лозарите кои се решени да подигаат нови лозови насади се во дилема дали да засадат смедеревка или десертни сорти на грозје. Винско или трапезно, дилемата е сега. Лешници, ореви, бадеми, праски, сливи, кајси. Ова се производите кон чие производство се свртуваат жителите на Тиквешкиот регион. Во највинскиот крај во Македонија полека се напушта традицијата за огледување винови лози. Нема лепот грозје, со години сме во лозијата, бело видено немаме видено, а на крај ни останува само маката. Грозјето не го плаќаат со години, па затоа решивме да го испопачиме лозовиот насад, да го заобиколиме лозарството и да си ја побараме среќата во овоштарството, коментираат тиквешани. Дека во регионот е актуелно копачењето лозови насади и подигање овошни потврдуваат и нашите соговорници од повеќе села во Тиквешијата. Точно е дека опаѓа интересот за садење лозија. Такви сознанија добиваме од секојдневните контакти со луѓето што доаѓаат по овие села, кажуваат селаните. Тие откриваат интересни детали за оние што сепак биле заинтересирани за продолжување на вековната традиција на лозаропроизводство во регионот. Имено за разлика од пред неколку години, кога во Тиквешко масовно се искрчија лозовите плантажи со смедеревка, оти преовладуваше мислењето дека нема еса под ова сорта на грозје, сега повторно, ако веќе се сади лозје, се сади смедеревка. Не е вистина дека смедеревката е лоша сорта грозје, како што некои тоа се обидуваат да го прикажат пред известно време. Таа е најдобра за купажа и за разлика
од тогаш кога сите садеа кратошија, а се искачи смедеревката, во последно време се случува да нема доволно смедеревка, па се појави глад за неа. Оваа година може да се случи таа да достигне иста цена со кратошијата, велат нашите соговорници. Сега се крчеле винови лози со високо квалитетни сорти на грозија, на нивно место се саделе или смедеревка или десертни сорти на грозје. Имајќи предвид дека целата оваа преориентација од високо квалитетни сорти на грозје кон јаткасти производи, праски, сливи, кајси се врши стихино, нашите соговорници изразуваат страв дека тие за неколку години може да ја имаат истата судбина како некои сорти на грозје, сега па да се јават проблеми при нивниот откуп. Предупредуваат дека некои од лозаропроизводителите веќе кренале раце од лозијата, така што ги чуваат само за да земаат субвенции, а не ги обработуваат за да не прават трошок кој не може да го покријат со цената за грозјето. Во општините Неготино и Демиркапија дождот е добре дојден за засеаните површини со есенската сејба. Деновиве и подрачјето на Неготинска и Демиркапијска општина беше зафатено од влажен воздушен бран кој беше долго очекуван од земјоделските производители кои беа принудени есенската сејба да ја извршуваат на сува почва. Меѓутоа веќе сушниот период исчезна благодарение на врнежите од дожд. Според информациите што ги дојдовме од метеоролошката станица во Демиркапија, овој месец на 3 пати имаше врнежи од дожд, при што има наврнато вкупно 35 литри на квадратен метар. Овие количества се доволни за поникнување на семето на засеаните површини од страна на земјоделските предпријатија. Со овие врнежи од дожд сега полесно и поквалитетно се извршува орањето, а така и квалитетно се извршува есенската сејба. Според информациите што ги добивме од акционерското друштво Црвени брегови, засега уште 250 хектари се незасеани со јачмен и пченица. Од утре сејбените работи ќе продолжат и ќе се настојува есенва вработените да насеат 450 хектари јачмен и 400 хектари со високородна пченица. Во земјоделското предпријатие Дуброво од планираните 500 хектари, сега по овие врнежи од дожд ќе се настојува да се насеат уште 170 хектари со високородна пченица. Во земјоделскиот комбинат Венец од Долни Дисан засега има засеано 170 хектари пченица, а за сејдба има уште околу 40 хектари со јачмен. Сега по овие врнежи од дожд интензивно ќе се ангажираат и индивидуалните земјоделци од населените места на споменатите општини да ги насеат планираните над 700 хектари. Сега по овие врнежи од дожд интензивно ќе се ангажираат и индивидуалните земјоделци од населените места на споменатите општини да ги насеат планираните над 700 хектари со јачмен и пченица. За сејба овде во Тиквешкиот регион се уште има време, велат земјоделците кои се имаат снабдено со семенски материјал од земјоделските аптеки од Неготино и Демиркапија. Државата ќе субвенционира вработување на невработени лица корисници на социјална помош. При реализација на оваа програма приоритет ќе биде даден на вработување на млади лица на возраст до 29 години. Работодавачите кои ќе вработат лица корисници на социјална помош ќе добијат помош од државата и тоа 17.000 денари месечно, од кои 14.000 ќе бидат наменети за бруто плата за вработеното лице, а 3.000 денари за самиот работодавач. Огласот за субвенции при вработувањето на оваа категорија граѓани ќе биде објавен следната недела, а ќе може да аплицираат невработени лица и работодавачи. Субвенцијата на работодавачот ќе се исплаќа во период од 6 месеци, а и во наредните 6 месеци вработеното лице мора да биде задржано на работа. Доколку работодавачот кој примил субвенција од 6 месеци за примање на вакво лице, по истекот на тие 6 месеци му даде отказ на вработениот, ќе биде обврзан да ја плати целосната субвенција што ја добил од државата, истакна владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. При реализација на оваа програма приоритет ќе се даде на субвенционирање на вработување на младите лица до возраст од 29 години, кои се невработени, активно бараат работа и потекнуваат од семејства корисници на социјална помош. За оваа намена владата определи околу 13 милиони денари со кои се предпоставува дека ќе дојде до вработување на околу 150 лица во првата фаза од програмата која ќе биде реализирана на почетокот на 2014. Фатени на дело ограбувачите на аптека, маркети и сендвичара во Велес.
Двајца малолетни браќа од струмичкото село Ангелци, 15-годишниот НП и 17-годишниот ГП во изминатите 10,5 месеци извршиле 8 кражби во Велес. Нивни соучесник бил и велешанецот ЛХ 36 години. Полицијата ги осомничи за тешката кражба во маркетот на Жито на централната улица Благој Ѓорев, за двата грабежи во аптеката Цитрофарм на улицата Димитар Влахов, за грабежот во сендвичарата Четворка на улицата Кресненско Стание. Потоа ги повториле делата во аптеката и во маркетот. Крадците кои се родени во струмичкото село имале баба во Велес и тука биле чести гости, кои краделе и акумулатори од возила. Нив им помагал велешанецот. Сите се осомничени за плен тежок 37.000 денари во пари, како и за одземени предмети и производи. Во грабежите кои ги извршиле тие кршеле стакла, убивале врати и биле маскирани, носеле фантомки на главите, а на продавачите и аптекарите им се заканувале со ножеви. Полицијата ги фатила на дело кога на 9 ноември го ограбувале маркетот на Жито. Секторот за внатрешни работи им подготвува кривични пријави за сторени 3 кривични дела разбойништво, 2 кривични дела тешка кражба и 3 кривични дела кражба. Двајцата малолетници од струмичкото Ангелци и претходно биле пријавувани за кривични дела против имотот, додека велешанецот за нарушување на јавниот ред и мир. Гимназијата Добри Даскалов денеска празнува во име на својот патрон свежо цвеќе. Класно првенство и трибина во чест на Даскалов, Свечената академија, ќе биде одржана утре во Домот на културата Иван Мазов Климе. На денешен ден 1882 година во Кавадарци е роден македонскиот револуционер и војвода Добри Даскалов. Историјата за него вели дека беше борец во четите на Јане Сандански и Христо Чернопеев, делегат на Солунскиот конгрес на Тморо, учесник во Илинденското востание при Лепскиот подвижен конгрес, Рилскиот конгрес и член на Народната федеративна партија, дел од нејзиното централно раководство. Во негова чест денеска гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, директорката, вработените соработниците, борците положија свежо цвеќе пред бистата на патронот во холот на училиштето. Следејќи традицијата, нашите ученици и минатата учебна година беа навистина успешни не само во редовните наставни активности, туку и на сите надпревари по македонски јазик, литература, математика, физика, француски јазик, географија. Го афирмираа училиштето, градот и републиката и представуваат наша гордост. Сите овие резултати зборуваат за големата ангажираност, посветеност на професијата на наставниците, кои несебично го даваат своето знаење и искуство. Тоа што посебно не радува нас како вработени е и што во минатата учебна година се продолжи со предвидените подобрувања на условите за учење и работа во училиштето. Се реконструира партерно уредување на дворот на учениците, асфалтирање на фудбалските изгралишта, промена на старата фасада со термофасада, промена на улуците. Трендот на континуирано подобрување на условите за учење и работа во училиштето ќе продолжат и во следната учебна година. По повод патрониот празник, традиционално и годинава, Кавадаречката гимназија ја организираше Лигата на класно првенство, за која говори професорот по физичко образование Блаже Велков. Со почетокот на учебната година почнати се системот на надпревари на класни првенства кај нас во нашите училишти. Оваа година, значи од самиот почеток од септември месец, почнавме со квалификациите за класно првенство во фудбал, каде што досега се одигра околу 16 надпревари и ги добивме учесниците во Лига системот на надпревари. Значи Лигата систем е формирана од пред 12 години, значи тој систем на надпревари и е формирана така да се формираат две групи, во секоја група од по еден представник од секоја година, каде што играат секој со секој и на крајот се одигруваат финалните надпревари. Исто така, значи, како и минатите години и оваа година, по повод прославата на патрониот празник, ни следува отпочнувањето на Лигата на класно првенство во мал фудбал. Така да другите надпревари ги продолжуваме напролет и тогаш кога се и финалните надпревари. На крајот, значи, за најдобрите, во соработка со локалната самоуправа и градоначалникот на град Кавадарци, најдобрите добиваат пекари и награди и следува изненадување за нив.
Денот на Даскало во гимназијата денеска се одбележа и со организирана трибина на тема Дали сме сами во Вселената. Свечената академија училиштето ја најавува за утре со почеток од 19 часот во киносалата при Домот на културата Иван Мазов Климе. Добри Даскалов подмолно е убиен во Кавадарци на 20 јуни 1912 година. Се реконструираат просториите на физикалното оделение во Велешката болница. Конечно започна реализацијата на старата и трошна болничка зграда, се уриваат дел од зидовите, од преостанатите се симнува малтерот, се вади старата електроводоводна и канализациона инсталација, прозорците и вратите. На физикална ќе се одвои стационарниот дел од терапевтскиот. Пациентите кои се стационирани ќе треба да добијат нови соби, додека за амбулантските пациенти се подготвуваат кабинети. Додека трае реконструкцијата, пациентите од оделението се преместени дел на ортопедија, а дел на неврохирургија. Поправката ќе трае до крајот на наредниот месец. Според тендерот, градежните работи ги изведува фирмата Изгрев и тие чинат 140.000 евра. Во болничкиот комплекс, оделението за физикална терапија досега работеше во најстариот и најтрошен објект. Во неговото приземје функционира и оделението за трансфузиологија. Тоа не е опфатено со сегашното реновирање. Од Министерството за здравство најавија дека Велешката трансфузиологија ќе се поправи в година. Кавадаречката полиција дисперзираните студии при Универзитетот Гоце Делчев и Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров следната недела преку крводарителски акции ќе ја покажат хуманост. Кој вели дека полицијата е институција која првично делува со стравка и секој. Штом се спомне полиција, секако дека прво на памет ви паѓа некоја казна, опомена, повик за советување, укажување или превентивно делување. Кавадаречката полиција неколку години поред покажува дека вработените преку кои делува се луѓе кои всушност знаат да бидат и хумани, дарувајќи ја својата крв која ќе помогне да биде спасен нечiji живот. Така ќе биде и следната недела. Полицијата, односно вработените од полициска станица од општа надлежност Кавадарци, крв доброволно ќе даруваат годинава по втор пат. Тие во понеделник на 18 ќе го започнат крводарителскиот караван, кој по акцијата што ќе се спроведе во просториите на полицијата од 9 до 13 часот ќе продолжи во дисперзираните студии на Универзитетот Гоце Делчев во Кавадарци. И таму акцијата веќе преминува во традиција реализирана со помошта на Ротари клуб Кавадарци. Годинава ќе биде реализирана во вторник на 19 во просториите на факултетот во периодот од 9 до 14 часот, а крв доброволно ќе даруваат студентите и членовите на Ротари. Истиот ден, значи во вторник, крв ќе даруваат и средношколците од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Трите акции се во организација на Црвениот крст на Кавадарци во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Освен овие активности во полето на крводарителството, најавени за следната недела од Кавадаречкиот Црвен крст, велат дека до крајот на месец ноември ќе бидат организирани и две работилници од областа на ПХВ-то, чија цел е да се едуцираат младите за постоењето, делувањето на Црвениот крст и промоцијата на хуманите вредности. Меѓународен ден на детето 20 ноември ќе се одбележува и во Кавадарци. Настанот е во организација на детскиот фестивал Ластарчиња, а генерален покровител е градоначалникот и советот на Кавадарци. 20 ноември, меѓународниот ден на детето, годинава достојно ќе биде одбележан и во Кавадарци. Настанот е во организација на детскиот фестивал Ластарчиња, а вклучени ќе бидат и основните училишта од градот. Целта, како што вели организациониот одбор, е да се одбележи денот на детето својствено со песни, игри и смеи и се да биде спакувано во едно успешно хуманитарно издание. Членовите на фестивалот Ластарчиња велат едногласно своите песни ќе ги пеат со публиката, која воедно ја повикуваат да биде во голем број за да им помогнат на дечињата кои чувствуваат најголема потреба од нивната помош. Токму затоа, вели организаторот, хуманитарниот настан го носи слоганот "Биди хуман, подај рака".
а за успешна организација на истиот одговорноста за покровителство ја презедоа градоначалникот и Советот на Кавадарци. Ластарчињата ќе пеат за дечињата, а возрастните преку символичната цена на влезниците и својот доброволен прилог ќе им помогнат на соодветно избраната категорија на дечиња, што значи целиот собран паричен прилог искористен ќе биде за донација. Од Ластарчиња велат, парите ќе ги добие најранливата категорија на дечиња со цел да им се разубави денот и секојдневието, зашто секоја помош за нив е добре дојдена. Инаку, освен солистите од фестивалот Ластарчиња и основните училишта од градот, преку сцената во Домот на културата Иван Мазов Климе со публиката ќе другаруваат и Александар Белов и Наташа Малинкова. Деновиве организациониот одбор работи на последните подготовки околу целиот настан или хуманитарен концерт, а вие до следната среда имате доволно време да размислете колку вашата помош им значи на некои дечиња. Во рамки на Кавадаречката културна есен, своите дела пред кавадарчани синоќа ги представи ликовниот уметник Драган Најденовски од Битола. Кавадаречката културна есен збогатена со уште една ликовна изложба. Своите дела синоќа пред публиката во Кавадарци ги представи ликовниот уметник Драган Најденовски од Битола. Пределот на Најденовски открива известна мистика на сокриени чувства, на фрагменти од еден волшебен сон на несекојдневна гледка и визуелна перцепција. Тој е истиот предел кој беше откинат од природата и забележан како најконцентриран сегмент од линии, форми и колорит. За дружбата и моментите доживеани со Најденовски синоќа пред публиката зборуваше директорот на Домот на културата Владимир Темков, а за своето творештво и покрај тоа што повеќе сака публиката да говори место тој, авторот Драган рече: Не би сакал многу за своето творештво, бидејќи секој од вас би му препорачал да го погледне каталогот, да го прочита текстот. И мислам дека од таму понатаму не би сакал воопшто да остапувам било кое свое размислување или размислување воопшто за мојот проблем кој го работам со предел веќе околу 30 години. Така да би сакал само да кажам дека сум многу почестен сами од себе си, што сум обрал една тема, како што кажува во предговорот, безвременска, значи универзална, и која мислам дека добро сум ја размислувал и добро ја градам, и која на некој начин мислам дека до крајот на моето творештво никош нема достапам, бидејќи е само по себе проблем кој дава бесконечни можности за една естетика, една убавина, една и шо и да кажам, мислам е залудно. Би сакал во овој дел, бидејќи понатаму веројатно нема да ми дадат збор, значи вака, ова изложба посебно сакам да истакнам. Ето, значи не се случува во мојот град, се случува во мојот втор убав град, Кавадарци. Значи ова изложба со посебно задоволство ја правев, ја градев и на некој начин ја посветувам на моите две ќерки, Синоличка и Мила. Драган Најденовски е член на Друштвото на ликовни уметници Битола од Битола. Самостоен ликовен уметник, учесник е на повеќе групни изложби низ земјава и во странство, меѓународни манифестации на графика, како и многубројни меѓународни ликовни колонии. Во Кавадарци вчера ја забележа втората самостојна ликовна изложба, која за отворена ја прогласи Илиос Вилос. Веќе 15 години денешниот ден се одбележува како Светски ден на љубезноста. Посебно овој ден се одбележува во Канада, Јапонија, Австралија, Нигерија и Саудиска Арабија. Последните неколку години се поголема популарност стекнува и во Индија, Италија, Сингапур и Велика Британија. Овој ден е можност да размислуваме за своите досегашни постапки, постапувајќи се над територијалните, културолошки и регионалните граници и да сватиме дека сме дел од глобалното општество, бидејќи не сме ни подобри, ни полоши од другите култури, раси и религии. Она што е најважно како порака од овој ден, никогаш не заборавајте дека добриот збор железни врати отвара.
Утре ќе преовладува претежно облачно време, ќе дува умерен северозападен ветер, а температурата ќе биде до 17 степен. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со КТВ.